Вистинската телевизија не би била вистинска доколку на неа не се емитува програма наречена Вистина е. Следува студиското издание на редовната рубрика Вистина е на Вистинска телевизија. Презентираме факти, статистики, аргументи и други вистини. Овој пат во потрага по вистината за состојбата на пациентите со бубрежна слабост кај нас. Вистина е дека диализата е постапка која се спроведува кај пациентите чија функција на бубрегот привремено или трајно откажала. При тоа од крвта се отстрануваат отпадните материи и вишокот на течност, која претходно ја отстранувале бубрезите. Вистина е дека бубрезите во нашето тело имаат улога на чистачи на крвта. Тие ги отстрануваат штетните материи кои настануваат како резултат на разградните процеси во телото, а имаат функција и во регулирањето на телесните течности, рамнотежата на електролитите и одржување на pH вредноста во крвта. Кога бубрезите не работат правилно, отпадните состојки и течности се задржуваат во организмот и можат да предизвикаат мачнина, повраќање, анемија, поспаност, вознемиреност, треска, па на крајот ако не дојде до навремено лекување и смрт. Диализата, во вистинска смисла на зборот, ја заменува функцијата на бубрезите. Вистина е дека основното начело на диализата, во поширока смисла, е поминување на молекулите од крвта низ полупроширена мембрана. Ако крвта поминува низ полупроширена мембрана надвор од телото, тоа се нарекува хемодиализа. Доколку размената на молекулите се случува во телото преку перитонеалната мембрана, тогаш процесот се нарекува перитонеална диализа. Хемодиализата се одвива така што крвта проаѓа надвор од телото преку посебни цевчиња, се прочистува и таква се враќа назад во телото преку други цевчиња. Вистина е дека во процесот на хемодиализа битни се диализатор, апарат за хемодиализа, раствор за хемодиализа и прибор. Вистина е дека најважниот дел е диализаторот или вештачки бубрег кој содржи полупропусна мембрана во облик на капилар. Низ таа мембрана поминуваат само молекулите со одредена големина и водата. Диализаторот е прицврстен за апаратот за диализа и се менува на секоја хемодиализа. Вистина е дека растворот за диализа или диализат е електролитски раствор сличен на плазмата без белковини. Тој ја одржува рамнотежата на електролити и помага во процесот на прочистување на крвта. Уредот за диализа е апарат кој содржи пумпи кои ја испумпуваат крвта. Преку овој процес се одржува постојаната температура на крвта и диализатите и овозможува нивен постојан проток. Вистина е дека повеќето пациенти одат на диализа 3 пати во неделата, а постапката, во просек, трае 4 часа. Вистина е дека се проценува дека бубрежните болести погодуваат над 850 милиони луѓе ширум светот, односно секој 10 возрасен во светот има одреден степен на бубрежна слабост. Вистина е дека се предвидува дека до 2040 година хроничната бубрежна болест ќе биде 5-та водечка причина за смртност на годишно ниво. Вистина е дека хроничната бубрежна болест може да се развие на која било возраст, но е почеста со зголемувањето на возраста, така што еден од факторите кои влијаат за зголемување на бројот на хронични бубрежни заболувања во одредени земји представува и старењето на населението и дебелината. А вистината за состојбата на овие пациенти кај нас ќе ја дознаеме од председателот на Сдруженијето на бубрежно болни граѓани Нефрон Душко Ѓоргиевски. Добар ден, Душко, добре дојдовте. Добар ден до вашите гледачи. Прв пат во вашата телевизија, се надевам нема да биде последен. Која е вистината за пациентите со бубрежна слабост кај нас во Македонија? Ако сме во вистинска телевизија, онда ќе збориме само вистина, така. Кај нас не се разликуваме многу од европските и светските трендови кога се однесува бубрежната болест. Имено и кај нас 100% е некаде околу 10% од вкупната популација има некаква бубрежна слабост. Колку пациенти имаме во државата заболени од оваа болест? Значи, точниот број не го знаеме, меѓутоа ние точен број ќе кажеме за оние бубрежни болни кои што се во крајната терминална фаза и каде што лекувањето е неопходно со диализа. Тој број се менува, меѓутоа во главном варира од 1500 до 1600 на целата територија на Македонија. Последната ажурирана состојба е во февруари
Тоа е околу 1542 пациента. Меѓутоа, тој број се менува. Како што кажавте, диализата е крајната фаза. Што има пред тоа? Како доаѓа до диализа? Бубрежната болест е подмолна и без некои големи симптоми. Така да, некогаш, а најчесто, доколку не се прават рутински и редовни контроли, се открива прекасно. Значи, во раниот стадиум доаѓа до намалување на функцијата на бубрези, кое што многу лесно се детектира. Имено треба да се направи анализа на мокрачата и на серумот на крвта, да се анализира креатининот и уреата и тие веќе покажуваат дали имаме некаква бубрежна слабост. Добро, а што значи диализата и на каков начин таа се изведува? Диализата е крајниот стадиум на лечење, кога функцијата на бубрезите ќе опадне толку да тие веќе не можат, инаку бубрезите се едни од виталните органи кај човекот и не може да го обслужува, така речено, целиот организам и за да се продолжи животот е неопходно да пациентот почне со диализа. Што значи диализа? Значи, тоа меѓу пациентите е познато како 4 за 48 часа. Значи, пациентот треба 3 пати неделно да оди од 4 до 5 часа на диализа, да биде вклучен на диализер, апарат за прочистување на крвта, и да во наредните 48 часа повторно внимава на внесот на течности, внимава на внесот на храна и на одредени продукти, за да може тој период да го премости и повторно оди на диализа. И тоа е така во недоглед, се додека не се најде решение со евентуална трансплантација. И за таа работа во Македонија диализата е организирана на 23 диализни центри, кои што се распоредени на целата територија и секој од пациентите може овој диализен третман да го прави во местото на живење. Инаку, диализата може да биде различита, значи најголем дел во Македонија диализата е организирана како хемодиализа, меѓутоа еден мал број на пациенти кои што се движи околу 15 и тој број варира, практикуваат перитонеална диализа, тоа е куќна диализа каде што самите го вршат тој процес, наравно со претходна едукација и ова. А куќната диализа во Македонија е незастапена. Имавме 1 до 2 пациенти кои што правеа хемодиализа во куќни услови, значи во импровизирано дел каде што се набавува соодветна опрема и со помош на медицинско лице, најчесто сестра или во консултација со доктор. Имавме таков пациент во Охрид, нажалост веќе не е меѓу нас. Дали се добри условите кај нас, дали има доволно инструменти, односно апарати за диализа за сите заболени? За да кажеме каква е диализата, мора да се вратиме малку наназад. Македонија беше една од земјите која што имаше многу лоша диализа. Ацетатна диализа, да не навлегуваме сега во детали, организирано во јавното здравство со најголем број донација на апарати со поминати часови на работа и непостоење на диализно место за секој пациент во местото на живење, така да ние во одреден период само од Скопје имаше, тој проблем се решаваше со Заводот за нефрологија во Струга, каде што тие пациенти престојуваа. Само во еден период од Скопје имаше некаде околу 58 пациенти кои што мора да живеат во
струга, да се растурат фамилии, да се селат деца, за да може да се прави тој диализен третман, затоа што без него човекот не може да живее. Така беше во цела Македонија. Меѓутоа со воведувањето на приватната диализа од пред 10 години, почна да се подобрува состојбата со диализа. Прво, целта наша беше како здружение да овозможиме секој пациент да се врати и да прави диализен третман во местото на живење. Ние прашавме дали диализата во Струга е поевтина ако се прави од Скопје? Не. Дали се апаратите поразличити? Не. Дали храната и сместувањето на пациентите дополнително го оптоваруваат буџетот здравствен и на фондот? Сите одговори беа не, тогаш инсистиравме, не видиме логика да се тоа прави и затоа едно од приоритетните прашања со кое што Сдруженијето се бореше беше подобрување на диализниот третман и враќање на пациентите во местото на живење и правење на диализен третман. Тоа успеавме со првиот приватен центар Диемет во Ѓорче и после тоа со концесионерството, отварањето на 19 приватни центри низ цела Република Македонија и поминување на добар дел од јавното здравство, центрите во јавното здравство во приватно, диализниот третман се подобри, се подобрија условите, знатно се отвори нови центри, се донесоа нови диализери, машини за диализа, и тоа сега Македонија има некаде опремата и материјалите исто се со добар квалитет и Македонија во овој период бележи брз скок во квалитетот на диализата, така да за самиот диализен третман Македонија е некаде на европско ниво, дури можам, пошто ја спатувам во надвор од државата и имав можност да погледнам како е во другите центри, дури имаме подобра диализен третман од земјите што се лидери во Европа. Во врска со споменавте дека се отворени многу приватни центри. Тие не се во склоп од државните болници во другите градови или? Не, тоа се на тендер имаше и тие помина од најголем дел од центрите што беа во јавно здравство беа дадени на концесионери во приватно. Наравно, сите они имаат договор со фондот и пациентите не плаќаат диализа. За секој пациент во Македонија диализата е бесплатна. Значи, и тие работат, тие се организирани во 23 центри, имаме 9 во собственост на Систина Нефроплус, тоа е западниот дел на Македонија, и 10 во Диаверум, источниот дел. Некако реката Вардар ги дела, најголем дел ги дели концесиите и во нив сите пациенти вршат диализа на товар на фондот, меѓутоа останаа одреден број и на центри во јавното здравство, тоа е Заводот за нефрологија во Струга, тоа е 8 септември поранешна војна болница, нефрологија на клиника и како посебен центар е Диемет Ѓорче. Тој беше и првиот приватен центар во Македонија. Во врска со патувањето, како што споменавте, вие патувате, на каков начин се одвива тогаш диализата, бидејќи, како што кажавте, неопходна е мора 3 пати неделно? Диализата е сложен процес, нималку едноставен, нималку лесен и затоа пациентите, најголемиот дел се ограничени и многу мал дел од пациентите
патуваат. Меѓутоа, ние имаме и млади луѓе кои што во склопот на својата работа, во склопот на својот начин на живење, имаат потреба од патување и тоа му се организира на тој начин што диализите таму во местото на патување треба претходно да бидат закажани, дефинирани, подкрепени со медицинска документација и секој пациент во текот на годината може да направи континуирано или поединачни 13 диализи во текот на годината, за кои што фондот рефундира средства во висина на цената на диализата во Македонија, а надвор диализата е знатно поскапа. Така да, поред тоа што пациентите мора да планират, да најават и добар дел од тие диализи мора да ги платат сами. На која возраст се најчесто пациентите што примаат диализа? Вие рековте во вашата најава дека диализната бубрежната болест е претежно на постарата популација, меѓутоа бубрежната болест не бира ниту возраст, ниту тоа е точно дека постарата популација има поголем процент на бубрежна болест, меѓутоа има и млади, полот исто не е битен, верата не е битно, образованието не е битно, така да бубрежната болест, реков еднаш подмолна, таа некој пат кој ќе се открие веќе е касно. Во врска со дали има некоја разлика помеѓу диализата кај деца и диализата кај возрастни? Пред некое време имавме случај каде што двете деца беа испратени во Белград за диализа и никој не доби одговор зошто. Секако дека ние имаме и дечиња со бубрежна слабост на кои што е потребен диализен третман. Тоа го води детската клиника за нефрологија и она што е проблем кај постарата популација е уште поголем проблем кај дечињата, затоа што тие се и во својот раст и развој. Јас точно не знам зашто беа испратени во Белград, претпоставувам заради некои процедури кои што во Македонија не се прават и за такви случаеви и поготово за трансплантација на деца фондот ги покрива трошоците врз основа на конзилиарен извештај и добар дел од нашите дечиња имат направена трансплантација одат за Турција или во некој од европските земји. На каков начин се одвива трансплантацијата кај нас и каква е ситуацијата кај нас со трансплантацијата? Ако порано беше проблем диализата, и сега рековме дека таа е во најголем дел решена, има тука уште многу нијанси да се направи за да тоа биде за пациентите уште подобро. Не зборувам за диализниот третман, зборувам за се она што е пратечко во текот на диализното третирање на пациентите. Трансплантацијата не е болна точка. Болна точка, иако како земја можеме да се пофалиме дека Македонија првата трансплантација има направено далечната 1977 година. За волја на вистината, овие податоци некој ги заборава и имаме сега во некои медиуми спомнување 2014, како да забораваме што било пред тоа. Историјата не почнува од нас и од 2014. Ние од 1977 првата операција, првата трансплантација и за големо чудо тогаш се правени и трансплантации од кадавер, од починато лице во мозочна смрт и имаме периоди каде што бројот на трансплантациите од кадавер го надминува бројот на living донори. Living донори се донирање на органи од блиското семејство, познат дарител, така да за период од 1977 до 1995
има направено вкупно од жив донор 13, а дури 22 од кадавер. Во услови непостоење на закон, сега имаме и закон, имаме се, меѓутоа тој однос помеѓу трансплантација од кадавер и од ливинг донор секогаш е во предност на ливинг донорството, што не е добро. Секаде во светот трансплантациите од кадавер се форсираат и штета е што во тој дел ние, иако има од 2016 од 6 месец некаде па до ево сега се направени поголем број на трансплантации, имаме кадавер некаде околу 54, меѓутоа тоа оддалеку не ги задоволува потребите на пациентите кои што чекат бубрек за да бидат трансплантирани. Дали трансплантацијата исто како и диализата ја покрива фондот или се плаќа? Да, трансплантацијата е бесплатна во Македонија и фондот ги покрива сите трошоци за трансплантација и од овде апелирам, имаме 6 случаи против кое ние како здружение се бориме, да се соберат средства за трансплантација. Значи, јавно кажуваме дека трансплантацијата на бубрек во Македонија е бесплатна и натоварена фонд, бесплатна за пациентите. Сите оние трансплантации кои што не се вршат кај нас, зборам за трансплантации на бубрези, и потребно е пациентот да патува во некоја од европските земји, најчесто и Турција, фондот исто така ги покрива трошоците, а за дечињата дури покрива трошоци и за нивен пратител, оне што најчесто тоа е еден од родителите. Во врска со Сдруженијето Нефрон, кога е формирано и колку членови брои моментално? Па јас веќе реков, ние постоиме, прошлата година славевме еден мал јубилеј, тоа е 20 години. Значи, сега сме 21 година. Во цел тој период Сдруженијето обстојува и има активни и пасивни членови. Пасивни членови се сите наши членови на диализа, трансплантирани пациенти, имаме дел од донорите, исто тие се наши членови, поддржаватели и добар дел од медицинскиот персонал врзан за процесот на трансплантација и диализно лечење. Во тој период ние имаме основано 23 подружници, значи практично во секој центар за диализа имаме своја подружница и имаме подружница на трансплантирани и донори. Нив не можевме да ги одвоиме затоа што навистина без донор нема трансплантација, а трансплантираниот е дел од донорот. Така сме организирани и така функционира. Покрај тоа што сме организирани во Македонија, Сдруженијето Нефрон е исто активно на меѓународен план. Ние сме членка на мрежата на Југоисточна Европа на диализирани и трансплантирани пациенти и на Светската фондација на диализирани и трансплантирани. Ево, јас се кажам дека неодамна формиравме во Македонија и Алијанса на пациентски здруженија, како основачи сме 10 здруженија, веројатно тој број ќе се зголемува стално, се со една единствена цел да се здружиме, затоа што со многу здруженија делиме иста судбина. Не спомнавме дека за бубрежно болните најголема причина е хипертензијата, диабетесот и добар дел од тие пациенти завршуваат кај нас на диализа и затоа направивме таква национална алијанса за да можеме
да се бориме во раната превенција, во добриот третман и обезбедување на соодветни современи лекови за што подобро лекување на пациентите. Дали сте поддржани од државата како здружение? Колкава е таа поддршка во остварувањето на целите? Начално да, затоа што ние контактиравме и соработуваме, предлагаме и со сите надлежни институции. Значи, во тој дел да, разговараме, меѓутоа, Сдруженијето наназад води деценијски проекти кои ги финансира сам. Сам. Од собствени средства, од одредени донации, од обезбедување средства од проекти кои што Сдруженијето самостојно ги работи. Во дел, пред се зборувам во делот на кампањата, која што, ево, ние 21 година ја водиме према нашите можности и капацитети, значи континуирано зборуваме за тоа, а не само институциите кои ќе се сетаат на ова работа кога е денот на бубрегот и денот на органодарителство. Нажалост, финансиски не сме поддржани, иако Министерството за здравство имаше издвоени неколку не така големи средства и неколку години тие средства останаа нереализирани и беа пренаменети, а сега тие средства, иако не се големи, ги користи тимот за трансплантација, а Сдруженијето не. Морам да кажам дека нашата активност беше препознаена од држави, странски држави и поддржани, така да ние бевме поддржани од Германија, бевме поддржани од одредени општествено одговорни компании како Бајер, бевме поддржани од Бугарската амбасада, меѓутоа од Министерството за здравство до сега за ова намена немаме средства, меѓутоа ние тоа не го правиме за средства и ние и натаму ќе останеме према нашите можности да зборуваме и да ја водиме кампањата за органодарителство, а за волја на вистината, секаде во светот таа кампања е државна и за неја не се зборува периодично, него се зборува секој ден и стално. Затоа што без обезбедување на подигање на средства за донирање на органи, трансплантациите ќе ни бидат такви како и што се. Периодично ќе имаме пикови, ќе имаме падови, ќе имаме години кога немаме ниту една трансплантација. Ево само последната година земете, а ние до сега имаме 3 од ливинг донорство, значи од познат дарител, од сроден дарител и 1 кадавер, тоа са 2 бубрега нова, а годината ни отиде. Значи, ова е премалку за оние 150 или повеќе пациенти што чекаат бубрег. Тој број е ефективен затоа што во отсуство на кадаверична трансплантација сите пациенти кои што немат сроден дарител не прават типизација затоа што тоа ги чини пари и дека повторно идната година треба да ги повторат, а не се убедени дека за тој период ќе добијат органи. Затоа е така мал бројот на пациенти кои што се на листата на чекање на кадавер, а од друга страна тоа е проблем затоа што со мала листа на чекање некогаш ќе имаме проблем да имаме кадавер, а да немаме примател на тој бубрег да одговара по сите параметри. Во таков случај, ништо прават државите, не знам, меѓусебна соработка или... Ние упорно зборуваме и ќе продолжиме да зборуваме дека ова треба да се реши, затоа што ако трансплантацијата е мерило на здравствениот систем, државата ова мора да го стави во приоритет и да го решава, затоа што на тој начин
не вложува дополнителни средства, него ослободува голем дел на средства од фондот кои што можат да бидат наменети за други ранливи категории и те како на кои им е потребно и ги чини живот. Ево, јас само ќе кажам дека годишната цена на диализата за еден пациент е равна на една трансплантација. И сега вие замислете, ако имаме пациенти по 20-30, па имаме над 40 години на диализа, колку они го чинат фондот за здравство наспрем нивната трансплантација. А тоа е онај побезболниот дел кој што може да се плати со пари. Можете ли да замислите колку ги чини тие луѓе животот, начинот на кој живеат и сите компликации што ги носи диализниот третман, а тие дополнително го оптоваруваат буџетот на Македонија затоа што се стварат калцификати, се стварат други болести, се прават операции, се згрижуваат болнични и да не набројуваме. Добро, ви благодарам за гостувањето. Дали имате некоја порака или апел до граѓаните? Има многу, не некоја, него многу. Значи, ако рековме дека диализата, самиот третман во најголем дел е решена, рековме дека трансплантацијата треба да се решава, да се стави во еден систем и перманентно, да не зависи од волјата и ентузијазмот на поединци, и останува болна точка лековите за диализните и трансплантираните пациенти. Срамота е, Македонија е последна земја која ги лечи со калциум карбонат, а имаме нови генерации на лекови, тоа треба подхитно да се стават, ние стално бараме, за 10-15 години нема ни еден лек на позитивната листа, да се стават на позитивна листа и да бидат достапни на пациентите. И уште една болна точка е раната превенција. Значи, наше барање и желба е во сите диализни центри да се отворат нефролошки амбуланти кои ќе детектират и ќе го зголемат времето од откривањето на раното откривање на болеста до крајната терминална фаза за отпочнување со диализа. И една од болните точки е трајно болничко згрижување на пациентите кои барат таква нега. Имаме пациенти со скршеници или пациенти кои што се тешко се транспортират до диализните центри. Таков центар имаме само во Струга, кој ги покрива целата територија. Време е во Скопје да се отвори таков центар каде што диализните пациенти, а не се само диализните, тука доаѓат и диабетичари и други, кои ќе бидат трајно збринети. Ви благодарам на гостувањето. Благодарам на вашата покана и беше чест. Ината за моменталната состојба на пациентите со бубрежна слабост во Македонија, а со факти и аргументи за некоја друга интересна тема се гледаме во наредното издание на Вистина е.